Добро утро, крипто ентусијасти од убавата Малта со мојата понежна половина. Само на кратко би сакал едно интересно видео во однос на спиење на пазарот. Значи, ова моментално што се случува е ова, како да кажам, приспивна атмосфера каде што гледаме дека нема движење на пазарот, гледаме дека биткоин не се движи. Оние кои се полого на пазарот знаат дека тогаш најчесто се случува баш обратното. Без разлика дали станува збор за пад или за раст, но многу често кога вака атмосферата се успива и нема движење на пазарот, значи гледаме зигзаг движење на биткоин веќе 2 месеци после солидна корекција и гледаме дека едноставно нема никакво движење. Сега, во однос тоа дали се наоѓаме во бул или беар циклус, најчесто се случува кога луѓето најмалку очекуваат да се придвижиме во обратна насока. Така и во оваа ситуација моментално она што го гледаме е ситуација во која што гледаме многу мал интерес за биткоин. Но интересната работа е што тоа е кај ритейл секторот. Значи, без разлика колку институции ќе влезат, институциите секогаш влегуваат молчејки. Значи, ниту една институција не влегува со тапани и зурли, така. Значи, сите овие институции купуваат. Ако некој успее да дознае, тогаш може да најде некоја публикација во некој весник, но генерално најчесто значи овие вести се многу помалку проширени за разлика од ритейл секторот. Сега, кога сето тоа ќе го додадеме на моменталната ситуација, значи имаме момент каде што ритейл секторот е крајно незаинтересиран. А во исто време имаме вести од типот само што одобри Ethereum Spot ETF. 28 мај беше денот кога почна да се тргува и Ethereum и биткоин на берзата во Лондон. Дополнително, пред само еден ден излезе официјална информација дека BlackRock поседува биткоин во собственото портфолио. Значи не биткоин Spot ETF, туку поседува биткоин во собственото портфолио. Значи имате толку многу вести кои што се енормно големи, кои што ни покажуваат дека институциите имаат голем интерес за криптовалутите, а во исто време ритейл секторот е крајно незаинтересиран. Значи, доаѓаме во ситуација каде што било кој мал скок овие вести може да ги дигне буквално до небото и сето тоа значи да се расчуе на сите страни и сите да почнат да купуваат. Значи, знаете како? Ова е онаа стихија пред бура за која што многу пати разговараме. Исто така имаше еден момент за ова буквално пред одобрувањето на биткоин Spot ETF во кој што кажавме, значи ако се кејате дури имав една интересна слика, буквално стихија пред бура. Значи очекуваме во било кое време сето ова да се смени крајно и да имаме крајно голем интерес кај ритейл секторот. Кога доаѓа ритейл секторот? Ритейл секторот доаѓа кога конечно цените ќе надминат all time high. Тоа е како по дефиниција моментот кога конечно ритейл секторот повторно се заинтересирува за се што е крипто. Да, имаме доста голем all time high, 74-75 илјади од последниот пат, но не заборавајте дека многу лесно можеме да стигнеме таму. Значи, оној момент што го разговаравме за двојниот халвинг кој што моментално се случи, каде што за разлика од претходно институциите моментално купуваат како да нема утре. И не заборавајте исто многу битна работа. Значи, оно што го кажавме, само прашање на време беше кога BlackRock ќе има повеќе биткоин од GBTC. И официјално има. Значи, пред 3 дена официјално BlackRock поседува повеќе биткоин од GBTC. Додека заедно сите биткоин Spot ETFs во Америка поседуваат повеќе од 5% од вкупната количина на биткоин во циркулација. Тоа ви кажува дека институциите не да се заинтересирани, се екстремно заинтересирани. А ова е двигател, фактор кој што претходно го немавме во претходните бул маркети. Така да, затоа зборувам дупл халвинг. Значи, едниот халвинг е фактот дека добивме стандарден халвинг со кој што се намалува производството на биткоин за половина, додека вториот халвинг не е ситуацијата во која што добивме енормен интерес од страна на институциите. Сега, ова детално ќе биде објаснето во денешното видео за Altcoin Investi, каде што буквално случајно на некој начин, кога се обидов да го објаснам ова на некои пријатели, ми дојде пример за фабрика со чевли. Но тоа ќе го објасниме денес во видеото за Altcoin Investi, буквално во делот каде што ќе разговараме малку подетално за конечното почнување на трговија на биткоин и Ethereum на лондонската берза, како и битни работи кои што се однесуваат на биткоин и Ethereum Spot ETF, така да ќе го објаснам ова во детали, погледнете го по попладеното видео. Значи, наједноставен начин како да објасниме како изгледа моментално дупл халвинг
преку стандардна фабрика за чевли и популација која што ги купува овие чевли, верувајте ми, значи еден од најдобрите примери што некогаш ми дошол при памет, морам да кажам. Така да тоа е нешто што може да го очекувате во попладневните часови заедно со Altco Invest нормално. Но во меѓувреме е една многу битна работа. Значи не е само делот дека моментално имаме успивање на пазарот. Овие успивање на пазарот многу од луѓето одлучуваат да се откажат. Значи моментот е кога веќе не ви е интересно, нема движење на пазарот, нема падови, нема скокови, пазарот се движи практично скоро цел месец во некоја си траекторија хоризонтална и значи имаме еден ден раст 1%, еден ден пад 1%, значи навистина пазарот е доста неутрален. Но во оваа ситуација што треба да забележиме? Најдобриот момент за едукација да преминете преку вести кои што можеби сте ги пропуштиле, да проверите проекти кои што долго време не сте ги провериле. Прост пример. Значи примерот со Анџело и Айота. Значи Айота е проект кој што јас искрено одамна го немав проверено затоа што не испадна ниту една вест која што е мејнстрим, се разбираме. Многу од овие помали проекти за жал немаат вести кои што многу лесно би се пробиле на прво место, се разбираме, без разлика на тоа нели каде проверувате и колку, едноставно некогаш треба малку време да посветите на проекти кои што можеби не сте ги проверили некое време, а ви се обилени или можеби ги имате во радар, се разбираме. Значи идејата е дека вакви периоди на стихија, каде што немаме големи брнувања, каде што немаме големи вести, е најдобриот момент за едукација. Значи сега е моментот да се устручите во делови кои што можеби не сте биле толку добри. Без разлика дали станува збор за техничка анализа, можеби да поминете преку некои поеми кои што се уште не ви се јасни од економијата. Значи идејата ми е дека многу од луѓето навистина не разбираат колку голем подарок е ова. Затоа што кога ќе дојдеме во следниот период каде што ќе имаме енормен раст на целиот пазар, се наоѓаме во ситуација во која што многу повеќе треба да се фокусираме на тоа каде се наоѓаме. Значи дали ова крајот на циклусот, дали сме земале доволно профит, уште колку треба да земеме, на кој проект колку профит до сега сме зели и треба да земеме. Значи имате многу прашања кои што треба да си ги одговорите во следниот дел од овој да речем bull market, кои што нема да ви дозволат едукација, се разбираме. Значи ако сте преокупирани со земање на профит, ако сте преокупирани со нели тоа каде се наоѓаме во циклусот, како да се поставиме во овој момент, едноставно не можете да се фокусирате на себе надградување. Така да користете ги овие моменти на стихија, се разбираме. Слично на ова беше и оној summer lull кој што го добивме помеѓу првиот скок во 2021 година и вториот скок во 2022 година. Не велам дека ќе биде истата ситуација како тогаш, посебно со оглед на фактот дека ние уште и првиот скок не сме го добиле. Значи ние очекуваме оној прв најак скок каде што целиот пазар ќе се вжешти да се случи наскоро. Идејата е користете ги сите овие моменти кога имате ваков тип на стихија за едукација. Значи, ние успеавме да направиме околу 980 видеа до сега. Наскоро ќе имаме скоро 1000 видео, тоа ќе биде доста интересно, ќе гледам да биде нешто посебно. Идејата е користете го, значи за тоа ја направивме оваа материја. Целиот тој труд, сите тие часови работа. Идејата е да помогнеме на македонците да се едуцираат за економија, финансии и крипто на македонски јазик. Така да не се тие видеа направени за џабе, следете ги од почеток, ќе научите многу и барем да го направиме тоа да го промовираме и да едуцираме што повеќе македонци со цел на крајот од денот што повеќе македонци да бидат успешни во оваа сфера. Така да, како и секогаш ви благодарам на вниманието, нормално се надам дека уживавте во ова видео. Се гледаме во следното во попланените часови и поздрав од Крипто Гимиџија и од топлата Малта.